Кажавме утринава, сега време е да уживате доколку сте со Телма телевизија во една возбудлива, инспиративна приказна за јазберикол и издржливост, и храброст, и љубов кон планината. Мислам дека е вистински амбасадор на еверестинг дисциплината, деверестингот и така натаму. Меѓутоа, Харис Бекири е вистина човекот кој што ја мислам дека ја пометува границата на тоа можно што кажуваме и да си го испробаме личниот животен тест. Подвизите како еверестинг, деверестинг и трки во кои што настапуваат можеби најдобрите спортисти во светот. Така што ќе говориме за тоа што значи да се надминеш себе си, како се сочуваш со болката и уморот некој пат на всушност овие спортски дисциплини и предизвици и како некој пат ја велам планината вистина може да научи на едно трпение, смиреност и истреност. Тоа и мора да се почитува некако, нели, тоа правило. Од Ростуше до светските ултра трейл трки, Харис денеска ни открива всушност како спортот станува една филозофија на животот и инспирација за иднината. Меѓу другото, тоа е, како што кажав, момчето кој што не само што ги освојува, нели, врвовите со трчање, туку Харис Бекири ни е првиот македонец освојувач на еверестинг. Добро утро. Добро утро. Ти благодарам за тоа што ја прифати поканата. Вистина би сакал прво да ти дадеме аплауз како цела екипа. Само што толку вратен од Турција, најпоследно можеби, нели, твое ултра тешко трчање и не знам какви беа резултатите, ама полека ќе споделиме за се. Со импресии се враќаш од Турција, Харис? Добро утро од мене, јас сум Харис Бекири, благодарам на најавата. Педагог во средно, првично, прва работа. Најважно. Најважно, да. Во слободно време се занимавам со планинско трчање. Значи, збориме ултрамаратони од 5-60 километри па нагоре. Како што напомена првиот македонец кој што има истрчано еверестинг и деверестинг. Збориме за еверестинг, значи тоа е еден челендж кој што последниве години беше актуелен во, нели, после короната. Збориме за висината на Еверест само во делот на, како да го поврземе се ова, колку што е висок Еверест, толку метри требаше. 8848 е всушност и највисоката планинска точка. Сега цела работа, цела идеја ја гледам на телевизија и од телевизија дознав дека има такво нешто. Ја душа не ни знаев прво што се случува. Воопшто не знаеше Еверест што значи по дефиниција? Еверест многу јасно дека знаев, ама еверестинг челенџот не ни, да. Челенџот не ни знаев. Прво со контакти со еден босанец, што тој прво го правеше на Јахорина планинава. Пред мене исто во Македонија има направено само еверестинг работава. А кај мене е интересно што цела активност траеше негде околу 31 час. Значи, челенџот мора да биде, како да без пиење, ако не грешам така, мора да биде во еден ден да се скачат. Мора да биде без пиење. Се можеш да правиш паузи од типот 15-20 минути, ама ништо повеќе тоа. Повеќе од 2 часа ако направиш пауза, автоматски сите се губи, да речеме. Да. Јас добив огромна поддршка, тоа беше 2022 година. Огромна поддршка добив од другари, пријатели, фамилија и стана буквално цело Ростуше, што се вика, да ме поддржуваат. Така да јас трчав, да. Родом од Ростуше, тоа ќе го споменеме. Во близина во водопадот. Да, на водопадот Дув, таму и практично живееш, меѓутоа еверестингот го запознав, еве го споменавме зад камери, од благодарение на Никола Нешковски, кој што, нели, не грешам ако еверестингот се става во категорија пешачење, трчање и велосипедизам. Да. Ти одбираш сепак да биде тоа планинското трчање, ако не грешам. Да, за разлика од другиот еверестинг, мислам тука што го прават во Скопје, кај мене нема можност да речеме да се спушташ со жичара, пошто нели немаме жичара и едноставно со велосипед е многу таква патека дека што немаш ти простор. Едно мало невнимание, да речеме, на некој камен, може да биде фатално, така да 31 час беше тоа. Последните 6-7 часа буквално што имав некои работи кои што реално не можам да ги објаснам.
Дури се случуваше, да речеме сега другариве цело време ме пратеа, никој не ме остави еден круг да трчам сам. Се случи да ајде викам пуштите музика некоја Да те стимулира, барем нешто да ти прави друштво што се по вели. некоја 1-2 минути, абе што пуштите викам музика, кој ви рече. Значи до толку беше Конфликт со себе работава. Да. Само кога цело село ќе те поддржи, кога ќе станат не знам 200-300 луѓе, кога ќе ти спомнат едно ајде и си викаш окей. Доволно е. Да, доволно е. И има тоа влијание зашто сум млад во астролошки? хороскоп, така да мора тоа што е зацртано мора да биде работа. Да се исполни. Да. Кога се враќаш во Ростуше, вистина едно од поубавите предели во Македонија, баш мирен крај. Што ти е највредното нешто што те потсетува и зошто баш од таму некако почнува се? Велиш, зад камера ми велиш, Еверестингот и овие предизвици кои што денеска ги правам беа случајно кафеана разговор со така некако потикнува кај тебе можеби нели да се запознаеш со Еверестингот како дисциплина. Зборам со татко ми, му објаснувам концептов. Татко ми вика, дали си сериозен? Дали си сериозен прво? Што сакаш да правиш? Пошто ја имам искуство по планини едно 15 години, имам кандидат сум за водич во УИМЛА, лиценцирана таа што е Европската федерација, така да ова е нешто друго. Индивидуално го збореме. И испадна уште на 5 другари, така им спомнав, окей, вика, ќе помогнеме, не е ништо страшно, па тие го проширија муаветот, испадна. Направивме 4 пункта, како 4 контролни точки, на секој колку 400-500 метри имаше луѓе. Си седеа со шатори, со скара, со таква работа, камп си правеа. После тоа, кога заврши цела работа, нормално сакате нешто повеќе. Почнав, до тоа трчав 20 километри. Мислам, тогаш и почнав 2021. Исто со планинско трчање? Да, 2021 почнав. Прва трка ми беше во Охрид Ултра Трейл. После тоа почнав поголеми трки, 50 километри, 60, 70. Само сега уште нема официјално стотка истрчано. Сега нареднава 26-та година тоа ти е предизвикот. Да. Доста учествувам на трки во Турција, таму многу се различни трки, морам да признавам, за разлика од нашиво. По инфраструктура, по организација, претпоставам, по логистика? По организација, поише ги прават на фестивали, 2 дена фестивал со, не знам, познати пејачи. Последно бев на... Целото спортско одржување, сакаш да ми кажеш дека така е поддржано, браво. Последно еве едно од попознативе Кападокија Ултра Трейл, таму бев, трчав 66 километри, Саламон ја организира тркава. И малце, еве ние исто правиме во Ростуше трка, ама друго е Саламон која ќе те застане за тебе. Јасно, како бренд, како поддршка, да. Така да, еве последнава трка сега бев на Бегер, прв пат трчав сега, 6,7 километри е, мораш за 1 час да ги поминеш. Така да направим, не знам, 11 круга, мислам, така беше и после тоа викам, окей, да застана више доволно е. Мораш малку да направиш пауза. Околу 75 километри ме фати, така да... Значи, здравје Боже, рекордот следна година планираш 100 километри. Планирам и тоа кај што почнав, Охрид Ултра Трейл, пак сакам да се пријавам таму, пошто многу добро стоеме со организацијата од Охрид, исто така беме на промоција на трката во Охрид, во Селчук, во Ефес, вамо во Турција, пред 3-4 месеци. Интересно е што, да речеме, на овие трки имаат доста познати, мислам, доста елитни тркачи идат на поголемиве трки, како што еве имам трчано со тие едни така поелитни тркачи. Тоа беше исто пред 2 години, мислам, да. Инаку, кажи ми сега за Еверестингот и Деверестингот. Еверестингот, ако е да си нели одбележи на високата планинска точка, тоа е нели најголемата планина Еверест 8848, што е Деверестингот во категорија? Пошто прават разлика? Деверестингот е фактички истото. Јас те прашав дали може да истото. минимум 90 километри, бидејќи некаде прочитав дека си истрчал, нели?
и 91 километар. Да, 91 ме фати комплетно цела активност, 90 е самото спуштање на истава патека. Значи, качување во Еверестинг, а ова спуштање во Деверестинг. Така да, мене ме фати комплетно 30 часа и 50 на минута, мислам. Тоа беше цел викенд трчање. Само се прашам како издржа зглобовите и колената, искрено. Па да, ама ја имав, да речеме, имав огромна поддршка од здравствениот дом од Ростуша, матичниот мој што е. Буквално на секој 5 круга праве проверка. Да, проверка, анализи, пред тоа нормално по спортска медицина ме прати, така да вика ти можеш и уште поише. И кога ќе ти каже така доктор, после не знам, си викаш дека окей. Добро, има конкретно рекорд во Деверестингот во светот? Не знам, јас се моментално мислам дека на Балканот, баш таа година која заврши, бев втори или трет, сега точно не знам. Само тоа еднаш се прави, не се прави секоја година, толку се заврши, викам сега нешто наредно бараме. Наредно ми е, нормално јас и со работава, мене ми е педагог сум во средно, како што кажав, почнав да ги мотивирам младиве и сега си формиравме планинарски клуб, Еверестинг Ростуша ни се вика, што е многу логички после тие успеси што ги имав јас. Сега сме во процес за влез во Федерација на планински спортови кај нас во Македонија. И идејата ни е, пошто имаме сега годинава една планинска трка што ја организираме ние како здружение, идејава ни е таа планинска трка да си продолжи како традиција и да се одбива секоја година. Така да сега дури имаме официјално и отворивме датуми, од 15 август ни е закажана трката. За следната година? За следната година, пошто нели имаме Ростуша е таков регион кај што поголемиот дел од луѓе водат на печалба, така да тој период во август се враќа. Практично има луѓе. И ќе има поголемо движење. Ова беше прво организирано Ростуша? Да, прва беше во Западна Македонија, па по некои месеци има од Галичник Ултра Трейл, нели, Томче и екипата. Да, што организира. Да. Инаку, јас мислам дека и сега тимот Ростуша е баш една мотивација и побиг за младите. Што најмногу им кажаш со оглед на тоа дека работиш нели во областа на педагогијата, кога млад ќе ти каже не можам? Како се обидеш да го трансформираш во можам и да го извадиш тој животен потенцијал кај младите момци и девојки? Вака сега, значи, како што кажав, ја во тимов имам ученици, пошто нели јас сум педагог во средно, имам и уште од основно, уште 10 години имаат децава. Така да многу е тешко некој да ми каже дека не можам, пошто тие се деца кои што имаме и клуб во фудбал и цело време се со топка, така да и цело време се, не знам, надвор, што викаме. Така да не ми има речено никој до сега не можам, пошто пример сега ако трчаат, тие трчаат 2-3 километри, нема да ги пуштаме да трчаат тие 15-20 километри, дете од 10 години. Така да, а овие поголеми што ми се, тие се више ќе бидат. Која е најбавата работа со децата, која што и како педагог ја работиш, претпоставам дека си им символ на храброст, на поинаква мудрост, на тоа што значи човек кој што може да ги држи овие во случајот и големи спортски предизвици. Вака, ние почнавме така од Ростуша е интересно место, има доста природни убавини, водопадот Дувње тука, можеме туризам да правиме што викаме. Ама нас ни треба доста голема поддршка од институција, барем и на државно и на локално ниво, пошто без поддршка многу е тешко. Така да не знам, наредниот период нормално ние бараме спонзори за трката. Како што кажав, го направивме и ова здружениево, баш за таа работа, за да биде поедноставно, ама и имаме што да понудиме. Таа промоција на Ростуша конкретно,
Јас од тоаш почнав, мислам од таа цел почнав да го промовирам село, ама испадна дека ја нешто друго правам. Дека градиш нешто Па поголемо. да, испадна некои работи кои ќе се поклопат и со работа и со ова слободно време, така да цело време сме, не знам, се една екипа трчаат, една екипа одат на трка, друга екипа на друга трка, така да цело време сме тука негде. И Ростуше секако е, Да, што се вели околу тебе. Инаку се сеќавам, баш читав дека со остварувањето всушност на еверестингот стануваш, нема да погрешам, 613-тиот човек во светот. Да. Всушност со овој резултат, со таа разлика што вели Харис, што освен качувањето прави и деверестинг, односно како што кажавме се симно и пешки по истата патека. 91 километар, мене ми е сериозно кога ќе го помислам само нели таа дистанца и тоа долго патување некако. Велиш дека во некои ситуации практично се губиш себе си. Јас многу често се случило и со колеги, да речеме твои од планината, сме говореле мал милион да речеме по утринска антелма, сме ги отвориле овие теми, особено кога ќе се стават пред предизвик, кога се спуштаат температурите, кога се да речеме на некоја висока точка и знаеш дека не сме да ти откажат нозете, мора да се вратиш до безбедно место и така натаму во некоја кампинг зона каде што нели е безбедно да се одмориш. Знаат често пати да кажат халуцинираме. Како е во состојбата да речеме кога се трчаат 8848 километри да се одбележи нели Монт Еверест во должина или пак деверестингот од 91 километар, што велиш еднаш им велиш пуштете ми музика, стимулирате ме, од друга страна дали имаш некои такви да речеме состојби на халуцинација кога се губиш себе си и што е освен едно ајде што велиш ти од твоите сограѓани во Ростуше и луѓето кои што поддржуваат, како даваш стимул и мотивација да ги издржиш да го направиш предизвикот? Последниот период сега, последниве 2-3 години, после тоа, после еверестингот, си викам, сети се, нормално само си, нели, кога се случуваат такви работи, си викаш, си правиш некој разговор со себе. Сети се на тој момент кога беше 31 час и толку. Да, тоа е како мантра, не знам како ги викаат тоа. Ја толку не ги разбирам тие работи, ама кога обично го правиш предизвикот, важно ти е да ти кажуваат на секој час до каде си или не, цело време на сатот имаш, цело време гледаш, така да само подобро да не гледаш. Да, бидејќи често знам нели да си дадеме дека еве еден час денеска ќе вежбаме или ќе откриваме не знам, да речеме 300 круга во некој од нашите базени и секој пат вела дека последните кругови или последните километри се најтешки. Тоа значи за еверестингот? Дефинитивно. Јас имав првиот круг, така беше нормално кога почнуваш и еуфорија е некоја. Првиот круг ми беше негде околу 20 и нешто минути. И негде околу 32-иот така нешто, 32-иот пред последните кругови, 22 минути. Што ти иде више више завршувам, морам да бидам побрз. И цело време беше, викам, ја трчам, ама овие 31 час шо прави? Само со едно ајде, браво, или не знам, земале... Не можеш да издржиш, тоа е тоа, сакам да кажам. Да. Бара поголема стимулација. Исто така во 2022 година бев спортист на годината. Ми дадоа тука бев орден? Да, орден. Спортист на годината за најтежок предизвик. Мислам дека беше Агенција за млади и спорт. Така е, точно. После наредната година ме вклучени промоција правевме на патеката со Европска недела на спортот, така да генерално имаме некоја соработка со Министерство сега поново на спорт, така да... Супер, дај Боже да го препознат и капацитетот можеби на Ростуше како трка која што може да биде и да прерасне во традиција, говорам нели за Ростуше Trails. Меѓутоа, ајде малку да ми споделиш за High Skardust Ultra, така тоа е 2025-та. 35 километри Ошлак Sky Race, така? Добро. Како се подготви психички за оваа трка? Вака се. Да им објасниме на гледачите за каква дисциплина или за... Значи, ова е нешто, Sky Race е 35 километри со 2200 метри успон. Значи, тоа е...
Ајде вака пластично да ми го објасниме како вака. изгледа тоа. Значи, пред секоја трка, пред да се пријавам нормално, правам некоја анализа колку километри е стазава, не знам на колку километри има контролна точка. И сега Sky Race е нешто малце поинакво, мислам нормално исто е патека, само што има многу голем успон. Значи тоа е Збориме за екстремен, да. Од- И повеќе од 180 степени. да. После трката Ростуше правев некоја пауза од 4 месеци, пошто нормално некојаш и треба таква пауза да му дадеш на телово. И испадна со брат ми, вика мајке, тераме 35 километри, пошто нас не е традиција, уште од првата година High Scarbus, кога почнаа да и прават тркиве, се пријавуваме таму и цел тим одиме. Значи, тоа беше првата година, мислам дека и со автобуси поедовме едно 25 луѓе во Призрен, така да како фудбалери некои. Како делегација цела. И тркава таму ја поминав, не знам, за 5 часа и некои 20 и нешто минути, така беше. Се спремав добри мислам 2-3 недели, така беше, пошто нели август е, свадби, кај нас е, немав толку многу простор. Ама ја имам таа база од нели од порано, така да не беше нешто тешко. А да му јасниме што е Sky Race, Харис? Sky Race е фактички сега тоа му иде планинска трка исто нормално, само со многу голем успон, што е над 1000 и нешто метри, сега 1500 мислам. Тука треба да се одбележи некоја посебна километража? Да, треба да има многу мала километража, ја голем успон да биде. Да. Кој е според тебе можеби најбавото место во Македонија настрана Ростуше, кое што често пати знаеме да кажеме, ни е свето, некако нели го чувствуваме во душа, не затоа што можеби е најбавото, затоа што токму таму нешто чувствуваме. Дали имаш конкретно надвор од Ростуше нешто што инфраструктурно те задоволило вистински за да можеш да надминеш некој свој предизвик, меѓутоа вистина ти прави некое спокојство на душа? Па би го спомнал комплетно цел кораб. Не е во Ростуше, тука е негде во близина. Во близина. Да, зошто нема многу инфраструктурно не е развиен, значи нема патишта прво. Иако има пат, еве сега нели традиционално во која се организира, мора патот да го направат прво, па да дојдат луѓе. Сакам такви места, малце понастрано од луѓе, така да би го спомнал тоа и нормално, комплетно Шара исто е многу добра. Мислам, цела Западна Македонија не е добра, така да... Велиш дека си водич, лиценциран, сертифициран, така за да напланира? Не сум, се уште не сум. Сега нареднава година планирам во Федерација да се запишам. Водич, да. Зашто, мислам, доста работи научив од тие обуки. Со ова сега што го правам, ама нешто испадна така да подобро е нареднава година да видам во Федерација, пошто и таму имаат некои обуки. Каде во светот има најголем предизвик во еверестингот? Можеби најкомплексна патека, а ти е предизвик? Па мислам дека сега баш ми стигаат некои имейлови дека во Андора прават некој исто челендж, како еверестинг, само е доста организирано. Мислам, поише тркачи се и заедно трчаат. Мислам дека во Андора беше, баш сега ми стигаат, пошто имам нели од кога го завршив еверестингот, пошто тоа мораше да биде се комплетно на Страва и мораше да се одобри и сега сум тамо во таа страна што е Еверестинг ЦЦ, мислам дека беше. Има дел кај што стојам јас во делот Hall of Fame. Фактички луѓе кои што го имаат завршено Еверестинг, така да тоа е тоа. Супер. Кој е следниот предизвик за Харис сега до крајот на годината? Се следниот враќаш од предизвик- Турција. Рече се подготваш за 100 километри. Тоа ќе биде повторно Ростуше може место каде што ќе тренираш? Да, дефинитивно. Ростуши нормално, секаде кај што одам си го земам ранецот. И тоа е тоа. Да, опремата ми е тамо во ранец, така да тоа е тоа. Има тоа било, има светски надпревари, не знам, некој што ќе се пријавиш, нешто што е календарски за следната година. Вака, за следнава година сакаме да испромовираме нашава трка, да одиме во Бурса на Улуда планината, тамо
трчав јас пред 2 години, доста познати тркачи имаше тамо, меѓу кои еден од попознатите руси, што е Димитри Митаев. И тамо на тој фестивал со 4000 луѓе што трчавме во мојава категорија, мојава дистанца која што трчав, во моја категорија освоив 3-то место, а не бев свесен. И кажуваше тамо на тие, мислам ова што следиме. Бројчарникот. Следиме 15-то место, окей, викам супер, 15-то од 500 и нешто така беше. И се јавуваат у тренерот од организација, абе вика кај си ти, што ме барате? Абе вика 3-то место си во една категорија. И испаднав да сум во таа од 20 до 34 години, 3-то место. И сакаме сега, пошто со организацијата нормално е, која си малце од настрана, од Македонија, плюс име интересно, на турците име доста интересно. И сакаат да се дружат. Се запознав со организацијата и наредна година ни е план да појдам јас со моеве деца, мислам со ученициве, со тимов, и да си направиме една промоција и на тркава наша и да си истрчаме таму, што е нормално. И да го испромовирате Да. Ростуша Трейл. Каков е соодносот со девојчињата, да речеме, колку имаат тие предизвик да се вклучат во Еверестингот? Немам јас вака прилика да запознам дама која што го направила можеби тој предизвик во Македонија? Во Македонија има, мислам дека Сања Најдовски, мислам дека правеше, да. Ама тука на водно исто. И Ивана, така да Да речеме во тимот на млади момци и девојки што велиш во Ростуша тимот. во тимов кај мене имаше едно дете кој што е 12 години беше. Тој направи халф, само што немаме сад да му дадеме сад за да му измери точно, иначе направи едно 18 пати, зашто мене цела активност ме фати комплетно 34 пати, нагоре, надоле, нагоре, надоле. И кога ќе гледаш сега пример на Страва која ја отварам таа работа, тоа е само една лента вака ја дава. Пошто нели нагоре, надоле, да. Супер, Харис. Како и да е, ти посакувам убав календарски нов предизвик. Се надам дека тие 100 километри пред да ги назначиш како ете можеби твој ново портфолио, ќе го најавиме всушност, па ќе ни дадеш отчет кога Харис Бекири се подготвя за уште еден голем предизвик од 100 километри. Ви благодарам на поканата, на вниманието. Само сакам да ги поздравам моите колеги од работа, пошто нели морам прво моја фамилија која што ме поддржуваат во сите мои активности што ги правам. Татко ми поготово и мајка ми. Брат ми е тука цело време со мене, нормално колеги од работа, директорот кој што ми дозволува буквално не знам, секој едно одење на страна. Так. Викам директоре ваква и ваква работа, вика тере. Супер. Чим се може вика некоја работа, голема благодарност до нив. Поздрав, па здравје да се гледаме за добро. За добро, апсолутно. Ти благодарам уште еднаш. Харис Бекири днес во ова издание на Утринска антилма, првиот македонец освојувач на Еверестинг.